Шутка како VIP хотел со илетни гости, сомнежи за проневера на државни милиони во ЕСМ и лотарија, а ниту еден директор, нити функционер не е зад решетки. Судот и обвинителството и покрај сите критики упатени кон нив не покажуваат никакви резултати во борбата против корупцијата. Притвори се даваат за многу помали работи, но кога станува збор за така наречените големи ѕверки, тогаш притворот е изоставена мерка, коментира поранешниот обвинител и адвокат Воислав Димовски. Тоа отвара сомнеж дека поранешните функционери се под закрила на политиката. Притворот е само најдрастичниот начин на обезбедување на присуство на еден обвинет во текот на постапката. Од друга страна, во друга крајност гледаме во праксата, тоа е онаму каде што се третираат така да речем покрупни ѕверки, да изостане притворот и сета таа невоедначена пракса отвара сомнеж за причините зошто е тоа така. Покрај заштитата од матичните партии, нефункционалноста на македонското судство се должи и на недостигот од суди и обвинители. Неекипираните судови и обвинителства очигледно е дека не си ја вршат работата и не испорачуваат правда, коментира Димовски. Факт е дека и обвинителствата и судовите работат на границата на она што е потребен број на јавни обвинители и суди, и сето тоа си има своји реперкусии во квалитетот на пресудите, односно во квалитетот на производот, а тоа е правдата. Судскиот систем има свој производ, тоа е правдата која што кај нас слабо се произведува очигледно. Последно, екс-директорот Филип Андов заедно со уште 9 давале VIP услуги на затвореници во Шутка, развозувајќи ги со службени возила, а судењето ќе го чекаат на слобода без пасоши. Обвинителството не предложило притвор, а судот уште помалку сметал дека треба да го преиначи предлогот на обвинителот. Претходно, милионските проневери во државна лотарија и во ЕСМ се далеку од правна разврска. Додека обвинителството тераше пред истраги, куферите си ги спакува и замина од државата екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, поранешниот функционер Артан Груби и екс-директорот на лотарија Перпарин Бајрами. Немањето резултати во борбата против корупцијата придонесе за носење нитни реформи во правосудството и почнување на процес за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски. Токму затоа не изненадува фактот што Македонија ја завршила 2024 со пат од 12 позиции на ранг листата на Transparency International за нивото на борба против корупцијата. Според индексот за перцепција на корупција, земјава е рангирана на 88-то место од 180 држави, ако во 2023, кога ново индекс земјата беше рангирана на 76-то место, главно заради критиките за измените на кривичниот законник, падот сега се должи на скандалите во судството, Судскиот совет и Академијата за суди и јавни обвинители.